Во следните минути ќе зборуваме за отпадот и за тоа дали селектираме доволно и дали рециклираме. Пакомак е непрофитна компанија која што се занимава со селекција и преработка на отпад од амбалажа. Целта на Пакомак е да го минимизира негативното влијание на амбалажниот отпад врз животната средина, да промовира одговорен однос на компаниите и населението кон амбалажниот отпад, овозможувајќи со тоа поквалитетен живот за сите. Од Пакомак денес во студиото ни пристигна Ико Брдаровски, кој што е менаџер за развој на бизнис и комуникации. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам за поканата во ова необично време за мене, обично од Сабајле. Да, обично наутро гостувате. Полека ќе се навикнете дека во македонската телевизија се отвораат и нови појаси кои што секако ќе бидете третирани на задоволство на гледачите. Ајде да почнеме вака. Според последниот извештај кој што го имавте, бројките покажуваат дека националните цели за 22 година не само што се исполнети, туку и се надминати. Покажавте како компанија, како фирма, како предпријатие дека знаете и можете. Па пред се да кажеме на гледачите што не гледат дека Пакомак е непрофитабилна компанија и се она што наплаќа од нашите клиенти, односно фирми кои што ослободуваат амбалажен отпад од нивните производи, го враќаме назад во општеството преку инфраструктура, контењери, машини за собирање на амбалажниот отпад, финансирање на системот на собирање и едукација. И нашата основна цел и принципите по кои што работиме е да ги исполнуваме тие национални цели секоја година, бидејќи тоа се цели кои што ги има Пакомак, тоа е сигурно за нашите клиенти, меѓутоа и тоа се цели кои што ги има нашата држава пред европските комисии со кои што ќе се усогласуваме, веќе почнуваме да се усогласуваме и на темата отпад. Минатата година ние достигнавме стапка на рециклирање од 57%, се 57,5% амбалажен отпад, односно она што е пријавено и пуштено на пазарот, тоа што е евидентирано во нашиот систем, ние 57% сме собрале од тоа и сме однесле на рециклирање. Иначе вака во груби бројки, бидејќи процентите не значат ништо за оние кои што не се баш упатени, некои 27.000 тони амбалажен отпад Пакомак организираше, собра и однесе на рециклирање во околните земји, за жал, бидејќи во нашава држава немаме постројки, да кажам, капацитети за рециклирање. Меѓутоа се е тоа однесено во најблиските земји на рециклирање од стакло, пластика, лименки, хартија. Како следно прашање би било, се створили навика кај луѓето прво да селектираат отпад, бидејќи ние со години зборуваме на оваа тема, Пакомак постои повеќе години? Па Пакомак постои од 2011 година е формиран и ние на секои 2 години правиме истражувања и околу навиките на луѓето, дали кои се навиките на луѓето, кои се потребите на луѓето, кои се размислувањата. И тоа ни е некоја насока како да се однесуваме, кои планови да ги правиме во однос на организацијата на собирањето. Не можеме да кажеме дека луѓето веќе не се едуцирани и дека не знаат како се селектира, меѓутоа тој процес е континуирана борба и едукација со сите оние кои што и ден денеска не сакаат например да рециклираат или да се едуцираат и мораме да најдеме начини како и до нив да стигнеме. Меѓутоа процентите на населението кои што сакаат да рециклираат, се грижат за животната средина, од година во година се зголемува. Е сега наше и на државата и на општините да створиме услови за тие луѓе кои што сакаат да рециклираат, да селектираат, да им створиме услови каде да го одложат својот отпад. Кога сме веќе кај создавањето на условите за одлагање на тој отпад селектиран, покрај редовните инвестиции во инфраструктурата за одложување отпад, минатата година имавте и една значајна инвестиција во 30 нови повратни вендинг машини за амбалажен отпад. Па да, повратни вендинг машини, тоа звучи вака нешто ново за Македонија. Инаку Пакомак има инфраструктура од преку 2000 контењери за селективно собирање на амбалажен отпад и соработуваме со 68 општини. Стапката која што треба да ја постигнеме за рециклирање од оваа година од 60%
според европските искуства и според она што ние, значи, веќе и го учиме од европските земји и тука го имплементираме, кажува дека тие високи стапки не може да се постигнат само со контейнери, бидејќи ние тука нема да прекинеме во поставување на контейнери за собирање на стакло, хартија, пластика и лименки. Треба да се оди еден исчекор, да се направи еден голем исчекор, еден чекор погоре, понапред во поставување на повратни вендинг машини со кои што ќе ги собираме пластичната амбалажа и лименките. За постигнување на тие високи цели кои што ги задави Европа, бидејќи оваа година е 60% да собереме од она што се пуштило на пазарот, следната година е 62, па тие проценти се зголемуваат од година во година. Ние мора да одиме со повратни вендинг машини. Тоа е проект кој што го планиравме одамна, од пред 4-5 години, меѓутоа е доста скапа инвестиција и мора да јавна благодарност, значи да кажеме до швајцарската амбасада, која што го препозна тоа, а не поддржа уште пред една година и повеќе, значи пред година и пол, и партнерски со нас влезе во тој проект за паметно управување со амбалажниот отпад. И како еден дел од тој проект е и поставување на 30 вендинг машини минатата година, 2022. Сега ќе поставиме уште 30, кои што еве се стигнати, до крај на септември ќе ги поставиме, така да полека и оние кои што не сакаат од нашето население, жители кои што не сакаат да ги користат контейнерите, наоѓаме начин да ги стимулираме како да го селектираат амбалажниот отпад и да го одложат во овие повратни вендинг машини. Само една мала, не е дигресија, туку можеби поедноставување на муабетов. Повозрастните луѓе, знаете како тоа го перцепираат како враќање на кауција во некои поодминати времиња. Да, тоа е на некој начин враќање на кауција, но и во денешно време има враќање на кауција, меѓутоа за кауцијата, за стаклената амбалажа, таа што е повратна, си плаќате сега на каса, па после шишето кој ќе го враќаат парите. Овде нема во овој систем, овде цената на пијалоците е иста, и возрастните и децата тоа се различна категорија на, да кажам, на корисници, односно потенцијални корисници на машините, затоа за секој од нив мора да најдеме начин како да ги стимулираме. Сега кога ќе одложат пластичната амбалажа или лименките во машината, добиваат поени на мобилна апликација, потоа тие поени ги претворат во ваучери и може да ги користат во околните маркети, онаму каде што живеат. Инаку, гордо можеме да кажеме дека имаме по 300 нови корисници на неделно ниво на таа мобилна апликација и веќе имаме некои 14.000 корисници само на машини, само во Скопје на корисници на тие машини. Кога ќе почнеме во тие и во другите градови набргу да ги поставуваме машините, очекуваме таа бројка да оди и нагоре и нагоре. До сега зборувавме за пластиката, сега малку и за стаклото. Стаклото е материјал кој што може неброено многу пати да се рециклира. Стаклото, сите ние дома имаме, нели, стаклен отпад, шишиња, тегли, различни садови, но веројатно најголемиот стаклен отпад го прават угостителските објекти. 1500 угостителски објекти веќе го селектираат стаклениот отпад. Да. Па ние, можда и таа бројка од 1500, можда и е поголема, може и до 2000 оди. Ние тој проект за собирање на стаклена амбалажа од угостителските објекти, кафани, ресторани и хотели го започнавме пред 6-7 години. Тоа е доста скапа, да кажам, инвестиција, бидејќи тоа собирање е многу скапо, да се оди од врата на врата, од објект до објект, да се собираат со канти амбалажниот отпад. Меѓутоа, можеме да кажеме дека партнерски работиме и со објектите, бидејќи многу им олеснуваме работата. Од една страна, целиот тој тежок стаклен амбалажен отпад не го фрлаат во контейнерите. Ние завршуваме таа работа за нив, а од друга страна се собираат сериозни количини на тој амбалажен отпад. Негде околу 2500 тони амбалажен, 2500 тони стаклен амбалажен отпад ние оваа година планираме да собереме од тие објекти. Во спротивно тоа би завршило на депонија. А стаклото како амбалажен отпад е доста добра амбалажа, бидејќи може, како што кажавте, неограничен број пати да се преработува, меѓутоа за жал во овој наш регион, да кажам Балкански регион, има многу мала вредност, бидејќи се уште
е скапа амбалажа за пакување на производите и се уште сме навикнати водите, пивата, па дури некои други алкохолни пијалоци да се пакуваат во пластична амбалажа, што не е случај во европските земји, каде што имаат поголема платежна мок потрошувачите. Да се надеваме дека и во нашето општество стаклото еден ден ќе биде доминантен амбалажен производ, доста поскап за собирање и меѓутоа, да кажам, и поздрав за општеството и да одиме во таа насока како општество, зашто да не. Се разбира, но овој дел од разговорот некако го водиме како да сме сконцентрирани, рековме, во 68 општини во Македонија, Пакомак е присутен. Вие се грижите и за оние општини каде што недостасуваат, да речеме, контейнери за смет, обичен, не само за селектирање на сметот. Продолжувате да инвестирате? Па, значи, ние досега немало општина која изразила интерес за соработка со Пакомак да биде одбиена. Значи, наша цел и во најмалите општини, тие 10-15 општини со кои што немаме договор, тие се многу мали рурални општини кои што рете не изразиле желба за соработка, бидејќи не можете некој со сила да го натерате да соработува со вас. Ние сме тука да соработуваме со нив, ние сме тука да помагаме, да им го пренесеме нашето знаење како треба да се менаџира амбалажниот отпад. Голем дел, доминантен дел од општините со кои што соработуваме технички не се подготвени за да го следат тој принцип на работи на селективно собирање на амбалажниот отпад. И повторно ќе кажам сега благодарност до швајцарската амбасада што ни излезе во пресред. Оваа година треба да стигнат уште 2 нови камиони за селектирање за собирање на контејнерите кои што ние ги поставуваме, така да ќе можеме и тука партнерски со општините, оној дел во кој што тие не се спремни да го покриеме од наша страна со нашиот ангажман. Од нив се бара само домакинско однесување и соработка во едукација на населението. Така тоа што може тие да го направат и домакинско однесување во однос на опремата која што ја поставуваме, бидејќи сепак се работи за скап опрема и контејнерите се скапи, а и машините, вендинг машините се скапа опрема. Ова покажува дека имате добра соработка со локалната самоуправа, има возможувате на различни локации да имаат барем по еден контейнер за амбалажен отпад. Па и законска обврска е со променетиот закон кој што се промени пред скоро 2 години за отпад од пакување. Законска обврска е на секоја општина да има барем едно место за селективно собирање на амбалажен отпад, односно да ги имаме тие услови. Голем број од општините се јавија во Пакомак, склучивме соработка, се надеваме дека и со овие помалите ќе склучиме соработка. Треба амбалажниот отпад во вкупниот отпад, ние не сме свесни како население, односно тие кои што не се упатени учествува со 30% во вкупниот отпад кој што ние го генерираме. Ако имате вие отпадот 30%, ако е амбалажен отпад, треба да се селектира тој да не заврши на депонија, бидејќи депониите имаат ограничен капацитет и не можеме се што генерираме како општество од отпад да завршува на депонија. Она дополнително тоа има вредност за самата општина, за јавното комунално претпријатие. Ако тоа уредно се селектира, има и финансиски бенефит самото претпријатие од соработката со Пакомак и од тој селектиран амбалажен отпад. Дали имате податоци за тоа каде најмногу се селектира и се рециклира? Од прилогот, мислам дека слушнавме, Прилеп е водечка општина, да речеме. Да, па Прилеп веќе години наназад, може да кажам 7-8 години, ја послушаа нашите совети, беа отворени за соработка уште тогаш, воспоставен е систем за селективно собирање и во куќите, значи поставена е канта за посебно собирање на амбалажниот отпад, една за амбалажен отпад, една за останатиот отпад, и тоа веќе успешно функционира и веќе години назад и се собираат огромни количества на амбалажен отпад преку нашиот систем, тој завршува на рециклирање и општината се добива соодветен финансиски надомест. Има општини кои што го следат тој пример, значи Прилеп е само еден успешен пример како треба да функционира тоа. Има општини кои што значи и се отворени за соработка,
заедно инвестираме, онаму каде што има куќи во канти за селективно собирање на амбалажниот отпад, така да се сакаат предизвици, сакаат да видат дека почнуваме скромно со една наслаба, потоа се шириме во целата општина и гледаат дека има тоа ефект. Не можеме одеднаш ка сега да опфатиме, меѓутоа дел по дел и во соработка со општината со еден малце подолгорочен план, а не од денес за утре, може да се види дека таа соработка и тоа што ќе се селектира навистина е транспарентно и транспарентно се покажува и до сите жители на населбата, едноставно сите се задоволни од тоа што од се гледа дека системот функционира. Пред повеќе од 10 години кога започнувавте со оваа приказна ќе наречам со овој проект за селектирање и рециклирање, веројатно сите бевме малку скептични со оглед на тоа што сме балканци како менталитет, но покажавте дека може да биде ова успешно реализирана работа. Па ја мислам дека она што го држи Пакома како компанија е она што се уште сите од нашите колеги во Пакома ќе имаме позитивна енергија и волја дека можеме да го истераме ова како што треба. Значи Пакомак не е проект кој што ќе трае 10, 12, 15 години. Пакомак е компанија која што се грижи за менажирање на амбалажата на национално ниво и за сите оние 900 и повеќе компании кои што се членки од нашиот систем. Добро е што членуваме во организации кои што ги обединуваат сите компании како Пакомак на европско ниво и каде што гледаме како било и таму порано и како може да се како е денес. Како е денес, например во една Италија, пред да се и слики имаме гледано. Било како што е денес кај нас. Меѓутоа кога вика државата, колегите од Италија кога државата реши да се стави да се менажира системот како што треба, фирмата која што е задолжена за тоа, италијанската фирма, она што е Пакомак таму, ни покажува слики како тоа денеска функционира и веќе 30-40 години успешно функционира. Значи, можеме, само треба да се сакаме малку за наша држава и да сакаме да обезбедиме подобра иднина за нашите деца и да се надеваме дека еден ден кој ќе имаме чиста животна средина и ќе се вратат назад оние кои што сега бегаат од наша држава, односно се иселуваат. И како една од причините ја кажуваат дека ние овде не се грижиме за ништо. Па ја мислам дека ако не само економијата, и една од причините е и тоа, лошата животна средина во која што живееме, загадувањето, кој сето тоа е поврзано едно со друго. Но кога станува збор за ѓубрето, верувате ми дека веројатно и самите сме многу виновни, затоа што тргнете од тоа, овде може да ни се случи да фрлиме ѓубре на улица, ама во било каде по светов ќе си го ставиме ѓубрето во џебот, па ќе го фрлиме во најблиската канта. Да, затоа што зборувам генерално сега. Да, генерално затоа што било каде во светов, ако видат како фрлате на улица, ќе ве казнат. 1, 2, 3 плати. Овде ја не знам некој во весник да излезено или на порталите да каже тој плати казна затоа што фрли ѓубре на несоодветно место. Треба транспарентност во ова, треба едукација. Кога 10 луѓе ќе платат казна, тогаш другите ќе се замислат дали ќе фрлаат таму каде што не треба да фрлаат. Меѓутоа, работиме на тоа, да се надеваме дека сме на добар пат. Бројките покажуваат дека има надеж и за нас. Па ја мислам дека има надеж, значи надежта последно умира, како викаат. Но 57% она што е собрано, она што е собрано и гледаме дека луѓето сакаат во истражувањата, само треба да се створат услови, но треба и системот да функционира, односно системот на казни. Кога воведоа закон со сите да возиме со запалени светла, кога почнаа да казнуваат, затоа ние сите возиме со запалени светла. Така сега јас можам да приметам. И појасите. Сега јас можам да приметам кога постојано читаме толку возачи казнети за брзо возење, сега сите возат по пропис. Така да треба време, меѓутоа треба и казни. Не може само без казни, не може да функционира систем. И во Европа се плаќаат казни. Так. Ико Брдаровски, ви благодарам што денес бевте заедно со нас, што уште еднаш ги потсетивме гледачите. Еве, барем 5 луѓе кои што го следеле разговоров, ако почнат од денес да размислуваат за тоа дека треба барем пластиката да ја селектираат, стаклото да го селектираат, сме постигнале 5 луѓе од овој разговор, па тие ќе бидат добар пример за нивните пријатели, така да тоа така се шири целата едукација, целата приказка околу
селектирање на отпадот и нашава животна средина. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Секако соработката продолжува и ќе се видиме во некоја следна прилика. Ви благодарам и на вас за поканата.